Кире Михајлов, единствениот против кандидат на Маријан Даскаловски, кој пак во неделата беше реизбран за председател на ловното друштво Беласица, го повикува на ТВ Дуел да објаснил на сите ловџи како и на кој начин е повторно избран на чело на ловното друштво. Мислам дека ќе мора да најде доблест да се сретнеме и токму го користам овој момент, значи еве го повикувам јавно на која телевизија сака од овие кои што се тука локални, да излеземе на еден ТВ дуел, да ги издефинираме работите во ловното друштво и ловството во Струмица и да едноставно на јавноста и укажеме и докажеме што е она што се случи. Михајлов тврди дека на нелегитимен начин со обструкции повторно е избран. Според статутот на Сдруженијето биле прекршени некои форми. Согласно важечкиот статут, изборот кој што беше извршен на 5.6 за мене и за голем број ловци е нелегален, тоест господинот Маријан Даскаловски не е легитимен председател на ловното друштво Беласица Струмица, затоа што делегатите кои што го избра се избрани на нелегитимен начин, тоест не согласно статутот. Работното тело кое што требаше да го спроведе тој избор најверојатно беше обструирано и истото не можеше да ја заврши работата онака како што треба. Со формирањето на извршно тело кое поднело барања до Централен регистар и други државни органи, се надева дека нештата ќе се разјаснат, а со тоа и легитимноста на староновиот председател. Пуштивме известување до Ловечката федерација на Македонија, Државниот инспекторат и до Централен регистар. Тоа се институциите сега кои што мораат да преземат одредени активности и да го дадат својот збор позитивно или негативно во однос на легитимноста на едното или другото избрано раководно тело. На последното 50-то собрание на ловното друштво во неделата биле присутни 43 делегати од вкупно 59 кои гласале за Даскаловски.